Добро вечер. Уште една недела, уште едно одбележување во печатно неделата. Оваа емисија вечерва ќе одбележиме со следната тема. Обавики се со медиуми, ама и не само со медиуми, самиот општествен живот, па и приватен, третира секогаш пред слободата или покрај слободата да ја сместиш и одговорноста. Така што велам таа бучава, тоа лудило од информации, од кои се најчесто глупи, површни, тривијални, аматерски во полето на медиумите, произведува заправо многу лоши учиноци и општеството станува наместо поживо, покритично и повеќе да разговара, станува баш мртво, станува анестезирано, веќе не разликува што е добро, што е лошо, што е професионална вест, што е аматерска, што е фейк. Мислам дека интернетот многу ги пречекори тие граници, односно ги помести. Ги помести нагоре, се повеќе сме слободни, се повеќе можеме да кажеме тоа што сакаме, ама од друга страна тоа предизвикува и се повеќе проблеми. Не се луѓето секогаш спремни да го сватат или да го разберат или да го оправдаат она што некој друг го мисли за нив или што го кажува за нив. И оттаму се генерално проблемите што се случуваат и меѓу порталски, ако може така да кажам, и меѓу човечки, меѓу нас новинарите. Во секој случај не може да се одземе придобивката на интернетот за поместување на границите на слободата на говорот и за слободата генерално и демократизацијата. Добро вечер, повторно назад во студиото на 1 ТВ, печатна неделата. Како што гледате, можевме оваа недела повторно да говориме за името и за преговорите со Грција, како што впрочем во Македонија во последните години нонстоп можете само за тоа да говорите. Можевме да говориме и за командант Хоџа, кој што минатата недела си стана советник на премиерот, а еве не заврши уште ни неделата како што треба, си поднесе и оставка. Меѓутоа, мислам дека тие теми се прилично апсолвирани во македонската јавност и затоа јас вечера одбрав со моите гости да поразговарам на друга тема. На тема која што исто така не преокупира секојдневно, тема која што е присутна кај нас повеќе години наназад и тема која што сите нас на еден или на друг начин не тангира. А тоа е интернетот и границите на слободата кои што тој ги дава во македонското општество како такво. Вечера таа тема ќе ја претресеме со двајца мои гости, Марик Гандемири, филозоф и културолог и по едукација и по вокација. Добро вечер. И Саша Ивановски, кој што по професија се вика политико. Саше политико. Добро вечер, Саша. Добро вечер. Саше, да те прашам, ти си човек кој што ретко те гледаме на телевизија. Зошто не те викаат по телевизиски студија? Па, многу сум критизерски настроен кон некои колеги како ги водат емисиите и тоа ги погоди во егото и суетата. Мислам дека е на лична основа. Но генерално има против мене една кампања подолго време дека ја не сум новинар, дека сум аутсайдер, дека не ги почитувам правилата на новинарството. И има вид на колегијален заговор против мене од новинарската фела. И тоа е тоа. Ти благодарам сепак за поканата и честитки за твојата емисија. Баш ми е драго што имаш емисија. Ти си милик кој што си точно на, како да кажам, на границата на што вечерва треба да го разговараме. Да. Бидејќи е познато дека ти исто така не си, јас разговарам на ти вечерва ако да, можеме и за да не претендираме дека не се знаеме со години. И ти си еден од оние кои што исто така на интернет и на тоа што го правиш на својот портал знае да биде воопшто не знае да биде со некаква нежност да се однесува, па дури знаеш и да претераш во. Зошто е тој порив? Зошто е тој порив да понекогаш дури се навредат соговорниците или другата страна? Значи вака, јас како прво сакам, можеби ќе те изненадам, но јас се согласувам дека треба да има регулација на порталите и се согласувам со тезата на нашиот пријател Колја, кој што кажа дека треба да се воведе некој ред во порталите, а да ти одговора на прашањето зошто има такви моменти. Прво е дека некогаш и неискуство, бидејќи сепак бев нов во медиумите. А второ е, сепак ние поминувавме низ еден така малце по-нестандарден период. Груевизмот не беше нормална
нормална атмосфера и за новинарството, но и за сите граѓани, и за активисти, и за политичари. Така да, мојата теза е дека во тој период, кога бевме во гроевизмот, медиумите беа еден вид на орудие за самоодбрана против режимот. И мислам дека тогаш можевме и беше оправдано да користиме се што ни беше на располагање. И често, признавам, излегувавме од дозволената рамка на новинарството. Но сега, кога веќе Македонија е во мирнодопска состојба, треба да има, како што имаше после војната 2001, нели, она пустинска лисица, некако се викаше она сребрена лисица за собирање на оружјето, така и сега треба да има регулација кај што веќе тие орудија нема да се користат денеска за рекетирање, за оцрнување на луѓе кои што не се допаѓаат. Треба сите да ги користиме принципите на новинарството и оној кодекс на новинарството, проверка на информација, давање на демант, давање на втора шанса. Тоа сето подразбира ова што го говори Саша, значи регулација на интернетот. Мариган, треба ли интернетот да се регулира? Па дури би рекол не само во светски размери, еве може да говориме за Македонија. Дали ова море од портали, ова море од, како да кажем, социјални платформи на кои што се и се што се расправа со секаков стил, дали е дојдено можеби време да барем она што може да се регулира, да почне да се регулира или не? Па вака сега, мислам дека интернетот е една од оние појави во човековата култура која што во суштина овозможува некакво растегнување на можностите за нови искуства кај луѓето и луѓето како се вика, многу луѓе и многу, како да кажам, заедници си ја најдоа сопствената слобода во самиот интернет, односно во тие платформи, особено по социјалните мрежи. Социјалните мрежи создаваа своевидни катчиња на слободата во кое што се проектира и се трансформираа самите ликови. Слобода без одговорност, фала Богу дека нема, па тоа што и на ова како се прилогот па го кажа Колја, и тоа е многу позначена работа, меѓутоа и слободата во суштина, знаете како, колку повеќе ја ограничувате слободата, толку повеќе создавате и екзалтирате контраставови, односно оние кои што ќе се осетат загрозени од онаа контрола која што вие сакате да ја импонирате, тие после тоа акција, да. Ќе направат своја мобилизација. Сметам дека секогаш ќе има пречекорување и трансгресии, поради тоа што човековата природа веројатно сака да се натопува во одна бара која што во суштина има не е многу рационална. Иако концептите за ова како се вика слобода многу често знаат да се рационални, кажеме кантовиот концепт. Меѓутоа општеството е многу ирационално. Помага ли во сето тоа факторот што луѓето се анонимни, можат да бидат анонимни на интернет? Тоа е Twitter, еден од всушност начините за трансформација, трансгресија и трансценденција. Добро, разбирам се разбира дека и нашата публика и ние вечерва го разбираме, ја разбираме моќта на интернетот. Да ве прашам, мислите дека ќе паднеше претходната власт да не беше интернетот, Саша? Да не беа бомбите, немаше да падне без разлика. Не само бомбите, туку добро, бомбите на крајот и се пуштаа на интернет. Да. Така, право си. Без интернет немаше да се слушнат. Така е. Така добро, не мора да значи дека немаше да се чујат затоа што имаш па ќе се развива како сега нови техники со кои што ќе се дисеминираше гласилото и содржината на самите бомби. Добро, интернетот ги скрати, да кажем, временските периоди. Ја скрати маката, да кажем. Да. Добро, знаете, еден недемократски режим за кој повеќето луѓе во Македонија мисле дека е таков, падна. Што правиме сега со истата таа култура која продолжува во едно време кога би требало? Тоа ме интереси. Па таа култура на интернетот каде што се дозволува, како да кажем, една подигнато цело време, една екзалтираност цело време, една анонимност која те ослободува од одговорности, една врева за која што говореа и нашите тоа се две теми, почитуван Сашо Ждановски, тоа се две теми. Ти збориш за хистерија, тоа е една тема, а друга тема е... Не го употреби баш тој збор, ама би можело и така да се каже. Во една колумна има, знам дека ја употреби. Така е, да. Ги читам редовно твоите колумни, а иначе и неодговорност. Неодговорноста ја користат портали за рекетирање.
Тоа да се разбереме. И ги има такви портали и сега дури ги гледам дека Добре, има и може ли Facebook да се групи. каже ја користат и за рекетирање? Бидејќи не верувам дека е само тоа мотивот. Предпоставам дека е мотивот и една мобилизација за идеи зад кои што стојат одредени. Збориш за фейк ньюс сега, збориш за Не неопходно и фейк ньюс, меѓутоа може да бидат и По реални политички вести причини, кои што да, кои што да. од разноразни причини може да бидат политички и културни и така натаму. Просто има една теза која вели многу е згодна интернетот за да свикаш револуција. Меѓутоа, после кога треба правиш реформи, одеднаш интернетот станува проблем. Бидејќи набива една енергија која што не ти овозможува Јас да се однесуваш рационално. Јас имам став околу тоа твое прашање што да се прави со хистеријата. Но прво, уште еднаш да заклучиме. Мојот став е дека владата мора да донесе закон кај што порталите, па дури и на Facebook луѓето ќе мора да одговараат за кажаното. Не може веќе да се криеме. Бидејќи јас морам да бидам благодарен на Насер Селмани и ЗНМ, кои што храбро се изборија во време на груевизмот порталите да бидат како една оаза на слободата. Не дај Боже да можеше груи таму да пенетрира, ќе не уништеше. Но тоа подразбира дека веруваш на оваа влада дека таа регулација нема да биде злоупотребена. Да. А што ако има луѓе кои прво не веруваат и второ што ако почнат да злоупотребуваат? Види, ние мора да почнеме да живееме како во нормалните општества. Ние не можеме вечно да кажеме да се плашиме од некој нов Груевски, ај заради тоа ќе има безредие и ќе има хаос. Види, според мене, реков, порталите се како оружје. Во една војна, кога се бориш против окупаторот, сите да имаат дома калашникови, така? Идат упланина, бомби, знаеш, знаеш оние приказните за нашите комити што носеле со магарињата бомби и така натаму. Но во мирни услови не може секој да има бомби, хаубици дома и калашникови. Така и сега за медиумите, не може секој да ги користи медиумите како што јас сум ги користел. Значи ја признавам. Ама тоа е едната страна на гледиштето. Од и овие другите кои што паднелат вас може да имаат потполно спротивна на оваа страна на гледиштето. Дека има уште режим? Па да речеме тие велат хунтата, тоа е речникот на македонската опозиција и официјално од пресконференции, хунтата, криминалниот режим и така натаму. Речи се истите квалификативи. Но сепак постојат начини како ќе можеш да утврдиш дали е хунта или не е хунта. Значи кога беше режимот, не беше режим затоа што ние успеавме да ги убедиме сите дека режим имаше факти. Имаше претепани новинари, имаше затворени медиуми, се гледаше дека е режим. Мариган, каде е опасност од регулирањето на интернетот? И дали може да ти уопште се согласуваш со оваа теза дека треба да се... Па не, јас мислам, како се мислам дека мора да се регулира. И јас исто така мислам дека треба да се регулира, затоа што мислам дека ова бура на информации која што следува, мислам дека па не само што го објектифицира, да кажеме, спектаторот, туку во суштина и го збунува. И од тука се јавуваат оние нагони на хистерија, нагони на како да кажам, збунетост, поради тоа што самите медиуми, порталите, да кажеме, Саша Политико, 5-6 пати до сега ми има навредено мене лично, да кажеме. И мене пати ми дирече. Па дека човекот кој пел течи лево десно, затоа сакам да му кажам сега дека во суштина од како падна режимот па сега да се регулираме. Што ќе значи таа регулација за Саша Политико? Да речеме, ако мене ме нарече комуњара, што правиме? И дали би важела ретроактивно, да кажеме. И тоа исто така многу битно. Како ја гледаш ти таа регулација? Повега, Мариган. Имаме време, ќе се доискажеме сите. Да, па затоа сакам да кажам дека се плашам од немање капацитети за извршување и за имплементирање на тие закони, затоа што сметам дека ние во суштина се уште не сме држава, туку сме некаква парадржава во која што... Добро, ајде да те прашам што тоа значи да се регулира. Истото важи и за тебе, Саша. Што уствари да се регулира? Точно така. Меѓу другото. прво да му се извинам за мојата навреда и да кажам дека јас сум правил грешки и тоа го кажавме, значи не си само ти, и кон други луѓе сум направил грешка. Во жарата борбата сум направил грешки, користам да прилика да се извинам поради тоа. Добро, тоа е добро, но тоа не значи дека ако јас сега сум грешил дека немам право да викам да има регулација. Како ја замислуваш ти регулацијата? Бидејќи сепак јас не сум го направил тоа за да извадам од тебе пари. Има новинари кои што го прават тоа буквално, сега ќе земеме Саша Шорданов, ќе почнам од денеска нареден месец, цел ден секој ден ќе го малтретирам и ќе измислувам. Јас само да не плати. Само да те потсетам дека имавме портал кој што измисли за министер во владата дека силувал вработена во влада.
Така. Добро, јас Тоа е ги големо разбирам- винување, јас мислам ги- да не се зафркаваме, тоа е Мислам сериозно. мислам дека добро, ги разбирам тие, како да кажам, екстремни ситуации кои што за кои може да се повикува Ма регулација. луѓето у Македонија не се доволно новинарски, политички едуцирани, луѓето веруваат на се. Само и дури во Америка се случи, знаеш за фейк ньюз и за Трамп како победи. Како ја замислуваш регулацијата? Што уствари како би изгледало регулирањето Едноставно на да твојот можеш- портал Мактел? Како би било регулирање? Значи јас не велам дека треба владата да дава лиценци кој е новинар, кој не е новинар. Добро. Тоа не, Добро. нити пат цензура. Добро. Туку едноставно ако некој се најде навреден да може да тужи за клевета и навреда и да не може тој портал да каже ја не сум медиум. Ние тоа го користевме признавам во време на режима, бидејќи моравме да го користиме бидејќи па овие па го злоупотребуваа принципот тужба за клевета и навреда. Значи, ако добро разбира, регулацијата би била со легитимирање на собственичките и уредувачките позиции во порталот. Кој е уредник, кој е собственик? За да потоа може да се спроведе законот за клевета и навреда кој што и сега постои. Тоа ли е тоа Мариглен или треба и нешто друго? Никаква цензура, никаква Добро, забрана. ама ќе дојдеме до тоа, бидејќи ќе се отворат потоа и други прашања. Мариглен? Па добро, мислам дека целиот систем треба да е па настроен кон и кон оспособување на сите гледачи, односно па рецептори во целиот овој како се вика процес, затоа што знаете или знаеме дека во суштина медиумите го интерпретираат реалитетот, меѓутоа и создаваат и нов реалитет. Така е. И во суштина ги врзуваат сите оние луѓе Медиумот е пораката. Точно така, па не е само ова како се вика само пораката, па туку е во суштина искретницата е и патокасот. И затоа мислам дека во едно вакво општество и држава во која што треба многу работи да се интервенираат од образование па се до како се вика различни подрачја во самото општество, па сметам дека па за оваа работа јас сега па не сум стручен, како се вика не сум новинар, па не можам да зборувам до оној степен што ќе треба прецизно да се преземе или да преземе државата во уредување Кој на би ја спроведувал регулацијата? Исто Затоа така и што тоа тоа е е битна следното работа. прашање. Точно така. Бидејќи темата е интернетот и слободата. Ти Саше мислиш дека нема да ти биде загрозена слободата на слободен говор, на слободна мисла, доколку да речеме некаква, сега предпоставувам некаква агенција, вајде агенцијата за медиуми треба да го регулира. Грешиш, колега. Ајде. Бидејќи убаво ти кажа која е мојата идеја. Нема потреба од регулаторно тело, бидејќи нема кој да кажува дали ова е вистина или не. Туку оние кои што се оштетени од клевета ќе се тужат на суд. Добро, ама сега доаѓаме до следна ситуација. Таму, знаеш како е, регулацијата не регулира само области од доменот на клевета и навреда. Да речеме, што правиме со, не знам, содржини кои што тангираат деца во погрешно време? Што правиме со содржини, бидејќи интернетот е тоа? Има невладини кои што се грижат за доброто на детето. Ама невладините невладините немаат регулаторски капацитет. Невладините може да изедат соопштенија, ти да продолжи со таа пракса. Значи сега доаѓаме, гледаш, кога ќе се отвори прашањето за регулирање, се плашам, односно еден дел од јавноста се плаши дека тоа нема да застане само на обалата на навреда и клевета. Точно. Добро, но не мора ќе се прошири до Почитувам Ордановски, не мора со еден удар да ги утепаме сите мови. Можеме да почнеме скалесто. Дај прво да ги спасиме бизнисмени во трекет. Бидејќи секој човек во Македонија што има фирмичка и некој бренд е масакриран од трекетари што тука му стојат над глава и измислуваат лаги за фирмите, измислуваат афери за нив, сега овие денови има многу такви обиди за рекетирање на многу бизнисмени и класични. Од страна на кого? Па не сакам да спомнувам име, бидејќи не сакам Добро, во ред е тоа. Направам проблеми на... Ама дали од страна на новинари или со страна на, не знам, некакви луѓе кои што стојат зад новинари. Зад новинари, они се представуваат како новинари. Добро. И некои ги сметат за новинари. Ја лично мислам дека човек што рекетира не треба да се нарекува новинар, но сакам да објаснам. Значи, добро, зошто сега не можам тебе да те тужам за навредата вчера што си ми излегол на Мактел? Бидејќи до сега ЗНМ се избори порталите да не се сметат за медиуми пред суд. Туку се сметаат за во законот за клевета и навреда се иземени. И тоа се избори насер со
Насер Селмани, председателот на ЗНМ. Јас сум му благодарен за тоа, бидејќи не спаси од канџата на груевизмот, знаеш. Бидејќи тогаш па груевизмот ги злоупотребуваше системите за одговорност при работење новинарство за да те малтретира. Буквално тужија за се што е, да те известам и тебе и твоите гледачи, дека јас во моментов се уште се тужам со Ивона и Латас во суд. Бараат од мене преку 50.000 евра, зашто сум ги нарекол новинарски проститутки, а самиот Латас за емисија кај Јанко Бурек кажува дека јас сум најскапата проститутка во Македонија. И јас сега, иако он тоа сам го кажал, иако СЈО докажа дека он не тоа, јас се уште со него се тужам и ден денеска, плаќам адвокати, губам време. Па добро, во крај на гнија, не е ли тоа твојот повик за регулирање на медиумите? Да и еден Латас, или еден Саша, или еден Мариган може да тужи ако смета дека е навреден? Секако, но во ред он може да смета дека е навреден, но ти ако однесеш седе, да којаш он изјавува на телевизија дека самиот за себе смета дека е најскапа проститутка, тогаш тоа паѓа. Судот го прифати процесот. Да. Ја прифати тужбата. Ја Тоа значи дека тебе те легитимирале како собственик на сајтот Мактаб. Тоа се тужби кои што се пред моментот да се донесе законот за кога беа тие години. Да. Мариган, каде мислиш дека оваа работа ќе оди во Македонија со ова, да кажам, една ние веќе имаме една атмосфера, речиси, на толпа која што ги диктира политичките и другите теми во државата. Дел од тоа се разбира има конструктивна една смисла и контекст, но голем дел се сведува и на една општа врева, на едно ширење на разноразни негативни енергии и така натаму, на кои што секоја власт, па и оваа власт, во известна смисла има некаков одек, има некаква рефлексија, има некаква промена во политиките. Може ли на истото прашање после да одговорам? Може и после и сега. Еве прво прво јас, малку и јас кажи дали Саша го нарече тоа хистерија, и јас сум го нарекол хистерија. Па и јас си го наречам хистерија. Да. Па и јас можам да го наречам хистерија, меѓутоа можам да го наречам и параноја, можам да го наречам и, како да кажам, преголеми очекувања, па сите ние премногу па изгледа премногу очекувавме од овај, како се вика, некои процеси, па сметам дека за да има некакви големи промени треба да има и системски промени, а тие системски промени се не се случуваат. Многу овај комплицирани поради тоа што играат па главна улога па ликови кои што ние или ги гледаме или па не ги гледаме, а кои што се големи тешкаши, кои што во суштина тешкаши во смисла на интересите своји. Па не интересите, па дел се економски тешкаши, дел се политички тешкаши кои што не ни живеат во ова како се вика држава, па владата фактички има поставена агенда која што мислам дека е малку промашена, е оплескана, па луѓето се плашат од изнедрување или создавање на нов груевизам или на лежиштето на груевизмот се плашат дека оваа влада ќе си легне, ќе си го приспособи целиот онај канал и после тоа ќе си продолжи водата да си течи. И дел се оправдани тие како се вика хистерии, меѓутоа па сметам дека во суштина овај па не чека тежок период, многу тежок период, па мислам дека и мора да си признаеме ние како држава и како општество дека многу не бива. А зошто промашена агенда велиш? Затоа што се занимаваат со прашања кои што па се стварно периферни и кои што никако не беа на агендата на ниту една иницијатива која што ние ја организиравме или партиципиравме, затоа што во суштина ја играат па истата популистичка па игра како што ја играа претходните со дозирање на како се вика некакви овај перспективи. И затоа мислам дека во суштина овде мора да се сечат некои работи на кор. Саша е многу чувствителен заев кога ќе го нападнете. Саша, да, знаеме тоа. Зошто? Не, во ред е тоа. Секој треба да го критикува. Јас само напишав кај мене на Facebook дека не го сметам за херој кој што го заложи својот живот за да се слободиме груевизмот. Беше спремен да загине и мислам дека е еден од хероите на Македонија. Јас се плашам и затоа пишував дека на тој начин правиме нов култ на личност. Овој речник со моќта на интернетот
не доведува во опасност да изградиме нов култ на личност за кој што мислам дека Но самиот ја, Заев не е ја не наклонен. велам, не велам дека он е безгрешен. И го критикувам секој ден, има по една сторија на Мактел која што е критична за владата и за неговите политики. А во однос на тоа дека е хистерија херој, тоа дека е херој не значи дека он е безгрешен. Само кажав дека човекот направи многу и лично мене ми смета кога го навредуваат, а не кога го критикуваат, но тоа не значи дека јас се залагам за вербален деликт, уведување. Инаку мојата теза околу тоа, околу хистеријата и околу односот на владата со медиумите и со јавноста е следна и мислам дека нема да се согласите, но тоа е мој став. Ја мислам дека оваа влада е првата самоубиствена влада во Македонија. Камикази. Зошто камикази? Ова е единствената влада од цел свет која што не ги брани своите политики. Ова е единствената влада која што Како има... не ги брани кога направија цели министерства за ги нарекуваат министерства за пропаганда. Ќе ти објаснам. Иако ми одговара вака дуел игра, но ќе ти објаснам, значи сигурно ја следиш политиката во Америка. Знам дека Во следиш. детали. Да. Таму има една женска се вика Келиен Конвеј. Таа е шефица за комуникации на кабинетот на Трамп. Таа секој ден е на една дебата во Америка. Секој ден. Ама тоа е Америка, Саша. Да се докажам, значи, Добро. ние имаме влада која што има вработено еден куп советници, како што викаш ти, колега Сашо, но тие никаде ги нема. Например, дали знаеш кој е портпарол на СДСМ? Па не сум се Нема. занимавал во детали. Зашо не знаеме? По модерните теории на менеджмент и портпароли, сите СДСМовци се портпароли. Значи, ја завршија мислам тие дека времиња кога затоа што на крајот на криштата и чуварот на капијата на СДСМ е портпарол на СДСМ. Ако тој не си работи добро работата, И па ја тоа ми е тезата дека не се работат. Ја мислам дека Роберт Поповски, Миле Бошњаковски и сите во кабинетот за Брачанец. ја гледам ја става нервоза во јавноста, гледам дека се води жестока Едноставно полемика. тие не си ја вршат својата работа. Во која смисла? Нина работа е да ги бранат политиките на владата. Еве за Джезир Хоџа, може да малку да позборуваме. Ајде поведи како. Кој ја бранеше одлуката на Джезир Хоџа? Ти. Двајца. Јас и Заев. А ја нити работам у влада, нити работам у СДСМ, нити сум никако поврзан, дури 2 години се немам чуено со Добра, Заев. не си земал предвид дека е можда погрешна политиката, па затоа никој не ја брана? Ако владата донесе одлука на влада, тие луѓе што земаат плата мора да ја бранат таа одлука, мора да излезат, мора портпаролот на владата секој свој прес да го почне со следната реченица: пред да ви одговарам на вашите прашања, почитувани новинари, дозволете ми неколку минути да одговорам на критиките кои што се во јавноста, но тие не одговараат на критиките. Знаете ли зошто? Зошто? Зашто се исплашија од некои наши големи новинарски бардови кои што не сакам да ги спомнам. Еве јас сум тука еден присутен. Не Има сум еден тука, друг, брат, но има еден друг со кој што јас сум одуел подолго време. Не разговараме. И за тие бардови новинарски заедно со екс-директорот на Сорос фондацијата, тие луѓе ги исплашија владата со следната теза. Дозволи ми само за Не, која теза. мислам дека ти е погрешна целата теза. Да Затоа што довршам. мислам дека во јавноста постои еден набор. Само да довршам тезата, те молам. Тезата која што тие заговарат, а тоа е, ако владата се дрзне да си ги брани своите политики, автоматизам, таа е диктатура. Овие луѓе заговараат теза дека секоја влада што се дрзнува да си ги брани своите Добра. политики, автоматски е диктатура. мислам- Но знаете ли што е Мислам диктатура? дека не си во право. Диктатура е ако ти тепаш новинари, ако затвораш медиуми, ако казнуваш новинари. Но ако имаш своји луѓе кои што во фер дебата си ги бранат своите политики на владата, Добра, ама прво ние не се согласивме дека владата не си ги брани своите Точно. политики. Мислам, таа е погрешната теза. знаеш зошто? Бидејќи мислиш дека не треба да ги брани. Не, Ти ја дури мислам и дека владата ти- ги брани. Ти тоа што Јас ги мислам брани. дека не се организирани до Па оној бе со степен Хоџа до кој кој ги што бранеше сме- политиките. Па слушај, ти вечерва искористи прилика да му се извиниш на Марига. Можеби со Хоџа е толку погрешна политиката што не треба да се брани. На крајот на криштата ниту Заев, ниту Именно. владата не е безгрешна. Да, да. Мислам дека лесно ќе се согласиме дека Хоџа не е најдобро решение за советник. Ја на- мислам дека е на многу Заев. добро решение. Па добро, ама затоа сакам да ти кажам, можеби затоа си останал во многу мало Но малцинство. што ако Заев има визионерски потек со тој потек и визионерски поглед на нештата, треба ли тој ностоп на дневна база да се проверува Ти со мислиш јавноста? дека тоа би Тоа нели е требало популизам? неговата ти Тоа мислиш нели е дека популизам? неговата машинерија за пропаганда тоа би требало. Мариган, имаш ли ти впечат дека оваа влада не знае да комуницира и да ги артикулира своите Дури се своите плаши. ставови? Па Саша мислам, Вилги дури и се плаши. навидом изгледа дека нема. Па и изгледа дека пиарот им е катастрофално лош, мислам. Како Нема да кажам, пиар. дури
па оние луѓе кои што се ангажирани, мислам дека не знаат до оној степен оптималниот Саше, не сте ли малку оптималниот Не степен само што да нема го... пиар, Само- туку и самиот пиар ако го прашаш. Не, Дали ма, треба да се брани, тој ти кажат не Саше, треба да да се се брани. доискажам се, извини. погледај. Да. И само абетот ми е дека во суштина па јас моментот со Джезаир Шеќири го гледам како додворување од страна на ова како се кажа премиерот кон албанците, па затоа што сметам дека почнува да гради и да се обраќа на албанците со еден поинаков тон. Сметам дека во иднина политичката партија ДУИ, која што е во коалиција со СДСМ, дека ќе влезе во процес на дезинтеграција и дека поклопувањето на тие како се гласачи од страна на СДСМ Добро, е баре една да. од оние среднорочни цели. Мислам Меѓутоа дека сметам таа дека овие политика теми, сметам дека овие теми се периферни теми и дека се беззначајни во однос на оние катастрофални како се вика па ситуации во кои што се наоѓа нашето општество и резовите во кои што треба да Не се сте ли прават. малку и двајцата, не сте ли малку и двајцата, можеби јавноста под импресија на претходната влада која имаше еден силен пресинг кон јавноста, меѓу другото и преку Имаш, да. Ај социјалните вака да медии, разговарам. класичните Ај вака да медиуми. разговарам. И мислам дека Чекај. малку се целата јавност под една импресија со подигнати очекувања дека и оваа влада треба тоа да го прави. Ти Саше да речеме имаш гледам пледираш, имаш позиција дека владата треба агресивна Ама да како биде. нема да го прави кога имаш 200 портали? 200 портали има. Добро, и И има 200 влијателни луѓе на Твитер што имат над 10.000 публика. тоа се вика, Тоа тоа е- се вика Добро. демократија. Се согласувам, Да. но демократија е да си ги браниш политиките, зошто мислите дека не е Ама ги демократски? бранат политиките, Не. Саше. Па ги па сега Која не знам право како да сака. се Па има и како да ги право да се сушки да земат. Види, во ред, значи, они имаат колку пресконференции неделно. Ама не, Воведува една цела програма за тие транспарентност. на своите пресконференции не влегуваат во дуел со своите критичари. Тие само се најавуваат нови проекти. И знаете како влада се само една година? Дава идеја, ја остава 3 дена, или ја повлекува или ја остава. Не ја брани. Тие не бранат ништо, тие само оставаат на масата и викате овака и оставаат и се тргаат. Па јас не сум видел И народот или ќе го разнесе тоа што го ставиле на масата, или ќе го остави полунеизедено и они или го тргаат или го оставаат. Во политиката Добро, тоа може на да долг значи дека не се ниту организирани, па дека немаат идеја што прават. Ја Она тоа го што велам. за мене, она што јас го сметам дека немаат идеја што прават. Добра, ама јас мислам дека вие имате базично различни ставови. Саше вели дека политиките им е добра, не знаат да ја бранат. Да, Ти да. Марига велиш нека немаат воопшто идеја, па затоа и дека не ја немаат бранат. идеја, па ќе нафрлат бе нешто, после тоа па гледаат дека има силен пресинг од страна на па веќе ова како Може се ли вика, да ја бранам преразбуденото одлуката граѓанство. за Хоџа? Не, ја мислам Само една минута дај. Затоа што Дај ми 10 ти секунди. дадам една минута, меѓутоа не беше идејата за Хоџа да разговараме. Именно. Ама еве ќе ви кажам дека Ајде, со погледи, тоа ајде да неговите разработиме тези низ дека- примерот за Хоџа. Неговите тези дека владата е во хаос и не знае кај тера, ја не се согласувам. А, Мислам па дека не е тие- во хаос, туку ја е мислам без дека идеја. тeraат добро и имаат идеја кај сака да додат, но се плашат да си ги А бранат која е политиките. идејата? Кај сака додат? ЕУ, НАТО, Ма тие кохезија. се општи места, тие се може општи да бидат места. и се. флоскули, но може да бидат и EU, реални НАТО, БЕА политики. и овие како се ка Ама ова сега е реално, не е само на уста. Па ќе видиме Договорот со колку е Бугарија, реалистично. Добро. договорот со Бугарија беше Ама надворешната политика, внатрешната политика, ние се буневме за лошиот политика е живот многу внатре. храбра, бе, еве Джезир Хоџа нели е натрешна политика. Ама ти се молам, сега мислам, како се кар, па правиме муабет сериозно. Внатре, А зошто мислиш дека ова не се? состојбата внатре е за никаде. Здравството е за никаде, нема никоја идеја. Овој што е сега, на пример, ставен, како се вика министер, е на краток рок. Добро, Саша, јас те замолив да ми секогаш- дадеш 10 секунди да ја бранам одлуката за Хоџа. Ама цело Ајде, време да, зборуваш, да, Саше. Мариген, еве да чуеме. Така ти Добро, се ајде, чуи, збориме. добро, Нели сте збориме? добро, ајде. Окей сте, окей сте, Исто двајцата сте збориме. окей. исто Добро. збориме, да. Ајде да чуеме за Хоџа аргумента. Значи, работата на еден премиер не е само да гаси пожари кога ќе му се 10. Неговата работа е да превенира пожари. Работата на Заев е да превенира идно диво населје. Нас не смее да ни се случи таков колеш, бидејќи е многу скап, мртви, ранети, разрушен пола град. Овој човек Добро, порано е докажан, таа теза инаку ти е погрешна, бидејќи диво населје беше испровоцирано од власта, не беше но испровоцирано. може да се случи реално диво населје. Се разбира, така? се разбира. Добро, И веројатно- овој човек е докажан терориста
и држал цели села порано. Па не е И баш за многу фагање добро- кога докажен терориста го ставате за советник. И е многу добро кога таков човек го пацифизираш, Добро. го тргаш од канџите на Мислам дека на можна милитаризација и едноставно го ставаш во рамките Добро, на мислам општеството. дека таа И мислам дека таквите храбри потези на Заев Добро, се добри и треба да ги ова очекуваме во реторика- иднина. Сега пак ме прекина. Ама добро, Само завршувам, поентата ми е Ајде, следна, дека он треба понатаму да прави следни такви храбри потези и неговите луѓе треба да му ги бранат таквите потези, а не да му паѓаат после 3 дена у вода. Тоа е Ова реторика, сакам да кажам кратко. Оваа реторика е ВМРО-ската реторика дека постојано албанците се закана за ова како се вика Македонија и дека албанците кога и да е ќе се организираат и милитантно ќе действуваат против интересите на самата држава. Затоа мислам дека ова ти е промашена теза. Добро. Јас мислам дека партиски се интересите тука. Добро. тоа е. Мислам дека на крајот на криштата оваа дебата ја одразува дебатата која што се случува на оваа наша, да кажем, социјално платформска. Мене ме јавност. загрижува што само после една година од владењето на оваа влада, кога таа дојде навистина многу храбро на власт, со многу голем политички капитал, таа веќе почнува да капитулира, Инаку, почнува да... Зошто ти се чини дека не се Бидејќи доволно добри да ги одбранат своите Нема тези? луѓе што ми ги бранат политиките. Инаку- Тоа е исто како да отидеш да те на... прашам само нешто. Да. Цело време прекинуваш Дали поентите, не може да поентирам ниту... Добро. Па пократко биди се. Не, ворете. Јас гледам дека ти, Саше, мислиш дека владата напросто работи добро, има добри проекти, единствено се лоши во собствената... Не, јас ги да кажем, критикувам секој ден, тие ностоп од 100 проекти, 80 се окей, 20 се промашени. Но за сега, да се Само надевам 20 дека, да се промашени. надевам дека тоа ќе остане понатаму тој процент. Ако не да Боже почнат да прават глупости, ќе ги критикуваме, сите сме тука за тоа. Но ви велам, ако направите проценка и компарација со другите земји, во другите земји сите владени политики се бранат интензивно од нивните портпароли и директори на комуникација. Дали знаете дека оваа влада нема исторен играч од владата кој што ќе гостува по емисии и ги брани ставовите на владата? Добро. Бариган, има ли шанса јавноста за која што разговараме? Добро. Ова интернет, да кажем, јавност, бидејќи мислам дека бројот на луѓе кои гледаат телевизија се повеќе се намалува, иако телевизијата се уште е влијателен медиум. Има ли шанса да ја сруши владата? Да. Која влада? Оваа влада? Па да речеме и оваа влада. Па не знам. Па јас сум скептичен и за рушењето на претходната влада, затоа што од моето искуство, а имам големо искуство на по тие социјални мрежи, особено Facebook, па сметам дека Facebook станува полека па место, односно балон или бубањ викате вие во Скопје. Добро. Како се викаат на луѓе кои што се истомисленици, кои што па меѓу себе си се па издушуваат, меѓутоа енергијата се троши на безделничење, дебати кои што немаат никак. На лајкови, Па на сега лајкови. за хоџа, мислам, чекайте, луѓе бегаат од оваа држава, ние правевме муабет дека луѓето бегаат од оваа држава, ова како сега млади луѓе. Како да ги задржиме младите луѓе? Како да го поправиме здравството? Како да интервенираме во образованието? Прво нема деца, ова како се вика инвестициите во образованието се па дури по ова како се вика ова е повисоки. Нема квалитет. Здравство немаме. Правосудството 369, до каде е тоа? Никаде не е. Никаде Добро, не е. Бариган. Зашто никаде не? Како тоа никаде не е? Па до каде е? Па ги завршија Брифирај, не сите- може да не брифираш нас. Па сите ги завршија, сите Кои се се беа мисли? планирани, сите мерки за 369 до 99% се изгласени, законите собрани, донесени. Јас Се што планира и јас ве пуштам заработи. да полемизирате и на... Не знам зашто ваков нихилизам, све е лошо, све е црно. Не викам дека Не се е лошо, меѓутоа јас ги коментирам. Еве оваа телевизија што постои еден ТВ. ги коментирам знам политиките дека на е владата. Подобро, така Саше. Јас- Оваа јас- телевизија ќе постоеше ли во горејузма? Веројатно не. Овде ќе сега ќе се снимаше мислам. Добро, само идејата е Како не ти се само да снима? има телевизии кои што ќе бидат блиски до власта. Добро, јас ве пуштам, телевизија која што збориш, ќе бидат оваа независна. телевизија критична кон власта. јас ве Си пуштам гледали да ја, везите на јас оваа ве телевизија? пуштам да ја развивате оваа полемика, бидејќи мислам дека таа реално ја одразува оваа полемика која што постои оваа паралелна виртуелна. Има реалност. два мита у Македонија. Ајде да чуеме кои се тие два. Владата не смее да се брани тогаш што одма е режим. Ама ти мислиш дека И тоа не е смееш проблем? да ја пофалиш владата, одма си куртон. Одма. Значи, Заев да донесе сега тука едно ќупче злато вака да го расфрла,
мора да ќутиме, никој не спе да каже дека е добро, одма се ти латас. Добро, Тоа е страф од до душе го чекаме купчето со злато и некоја би Значи, не може цела влада да кажува дека владата, цела Европа доаѓа тука и му се клања на Заев и му вика браво друже, ти си мој пријател, све што веќе Ама и на исполни. грујото. Значи, тоа не е мера. Добро, да ме Мерата е како ние живееме тука. Така што остај ти тоа што Ајде да доаѓа речеме Хан, обратно па да милионер направиме од Брисел, па на друг милионер тука, па му честита. Нема врска тоа. Мариглен, и твоите левичарски ставови се познати, се разбира. Ја чекав ти да ја пофалиш владата, бидејќи укина ради дифузна такса, доведе ефтина струја, зголеми минимална плата. Тоа нели е левичарски? Зошто не го пофалите тоа? Делумно е, делумно не е. Добро, јас сакам да заради ова треба некој што ќе брани владата. Гледаш, сите викат дека све е црно. Ама не се си. Он е левичар, вместо да ги пофали. Добро, дури добро, владата. Сашо, ајде да те прашам, бидејќи гледам дека имаш цврст став за тоа. Зошто е тоа така? Кое? Ова што го говориш ти, зошто е ова така? Ако сите викаат дека нешто не сега народот не зошто е така? Затоа што народот по инерција има тежнење да критизира. Такви се луѓето. Такви се луѓето. Проста инерција. Ти изнервирал шефот, дома жената ти изнервирала, пајак ти земал колата и целиот нервоз за истото го викаше и груев. Дека иде све улета пама, така. Добро. Но треба да има некој што ќе му објасни на народот дека чекај, ова направивме, ова направивме, вака беше, вака и сега. Еве ги бројките, еве ги. Кампањи трошеше Груевски за истото. Не, Ова го направивме, она го направивме. Ако тоа го направи една влада, не значи дека е груевизам. Груевизам е ако му Ама не пратиш викам дека е шипки груевизам. да му удрат главата со Ама не крв. викам дека е груевизам. Тоа е груевизам. Не викам дека е груевизам јас. Туку викам дека не се променети состојбите, внатрешните состојби за интересите на граѓаните. Цело време разговараме се на ниво работи на на тоа. цело време разговараме Така на е. ниво на супстанцата и како таа супстанца се пренесува во виртуелната реалност. И очигледно дека имаме прво разлика и во тоа што мислиме дека се политиките и успешноста на владата, а втората фаза е ова како тоа се доживува на интернет и како таа сега безгранична слобода за која што патем биде речено и двајцата сакате да се регулира, како таа се одразува потоа во некакви референции кон ова што го прави владата. Но да речеме дека еве Изаев ја гледа вечерва емисијата, Изаев утре решава да направи еден голем рез и да се постави на поинаков начин кон социјалната оваја интернет сфера. Што треба да се направи? Треба да седне со Румен Поповски и да каже абе дај да почнеме да се брани кине ММ мамицата, значи тоа што ако продолжат вака да не се бранат, за 2 години ќе падне владата, почитувам. За 2 години? Да. Некои викат за 2 месеци, ама добро. За 2 години ќе падне владата, Јас мислам дека владата може да падне ако продолжи со лоши политики. Добро. Па не може да падне владата ако па се обидува да ги среди внатрешните проблеми. Бидејќи се приближиме кон крајот. Знаете што, извини дебатата. уште да те прекинам само, извини, вака многу интересна дебата се отвори. Видете, новинарите, особено во Македонија, се плашат да фалат и има една тепанција меѓу Како се медиумите. фал? Има една тепанција, 15 години. Ти мислиш Зборам за сега. Ти мислиш дека Добро. новинарите во суштина избегнуваат од тоа да застанат на страна Дури на... се плашат. Јас сум видел новинари пред емисија ќе ја фали владата, во емисија критикува владата. Се плашат Добро, од па што? тоа е добро. Се плашат Се од... плашат дека е срамота да ја пофалиш владата. И мора да наоѓаш чарки и ситници да Ама што паничиш и да значи кризираш. тоа да ја пофалиш владата? Што значи? Некоја мерка, еве јас ја фалам владата за зголемување на минимална плата. За дури и за Добро. идејата да ги И со нормираниот учинок кој што како се вика по уставниот суд го укина, така? Не знам Пошто тоа. имаше нормиран учинок, имаше, знаеш за таа? Добро, не знам тоа, но генерално За таа приказна, па нормално, укинувањето како на се- радиодифузна такса, ефтината струја, идејата да се оданачат луѓето што земат повише од 1000 евра плата. Може би Тоа се се све- очекувањата во јавноста далеку поголеми од тоа што може реално Па да се. го испорача владата. Па се. Мислам, може би се работи за еден друг феномен, а не само за ова што Договорот со Бугарија е храбар потек. Поред, разбирам, меѓутоа сакам да кажам, може би се работи за една долга деценија во која што луѓето навистина се изнамачија. Точно. Владата падна претходно на еден нередовен начин, на начин кој што не беше тој на крајот резултираше со избори, меѓутоа додека се стигна со избори беше една долга политичка криза и можеби луѓето веќе имаат истенчени нерви и тоа потоа се гледа во овие сфери за кои разговараме на интернетот, каде што помогнати од анонимноста и помогнати од пристапноста до медиумот, дигаат паники, хистерија и така натаму за се и се што, затоа што во принцип некако како јавноста повеќе да нема време за чекање. Некако како на сите да име дојдено до Ма сите тука. сме такви, сите сакаме да бидеме побогати, ако може вчера.
Така, сите сме по природа Да, такви. вчера. Но- Сакаме да добиваме услуги од страна на самата држава кон која што ние плаќаме даноци и кои што ни следуваат како граѓани на оваа држава. И па сметам дека тоа е право на секој граѓанин да може да очекува и да ја притиска владата и администрацијата да биде поажурна во политиките кои што ги има ветено, а има фактички ветувано многу. И ова е многу сериозна работа, ова не е джезаир шакири, па сега ние ќе го бркаме, ќе го земаме, па притисокот. Има стварно, сериозно, комплицирани ситуации, животни ситуации на луѓе кои што живеат, многу скрбно живеат и кои што продолжува груевизмот, тероризмот кон нивните животи од 91 година па навака. Ма зашто вака зборуваш? Па Ова како влада да зборувам? го реши случајот на 4000 стечајци. Им даде на луѓето пензија. Исто така воведе Ама старачка не е пензија. доволно, уште ќе треба. Па добро работат луѓето, старачка пензија воведоа, идејата, ги зголема да социјалната се доискажа. помош, Да, добро, минимална добро плата да добро, зголемија, да. просечната плата се качи. Држат овие аргументи што ги кажуваш. Работи владата, но држат, нема кој да дело, застане вака да. да ги Мислам потсети дека- луѓето на Епа, дневна добро, основа. еве ти си тој кој што Хистеријата победува, све е добро. црно. Знаеш што ќе постигнеме со оваа хистерија? Ќе падне владата, ќе ни дојде пак некој нов груе, па пак 10 години ќе идеме против него, ќе Па ни добро, ќе ни овај- ги чукаат главите. Мораме полека да привршуваме емисијата, бидејќи мислам дека тезите ги релативно добро ги испласиравме. Јас имам само едно завршно прашање и за двајцата. Мислите ли дека владата има маневарски простор се уште кој што стои на располагање за нешто битно да поправи во таа сфера? И мислите ли дека јавноста е подготвена да практично истрпи уште еден влез на таква една сега професионална машинерија која би се обратила кон неа со, не знам, скапо платени Нема да пиарови? бидеш параноичен, те молам. Ја не заговарам купување на медиумите како што беше. Тоа ми е зборот, затоа што не, се не, плашам дека ако Не. се вратиме на тоа, да повторно имаме сега една многу активна влада. Гледаш дека и ти која си што- параноичен? Јас сум И секако штом ќе параноичен. кажам, Во штом ќе описот на кажам работата владата ми да е се да брани, бидам параноичен. штом владата да се брани, одма ти текнуваат на оние црнила. Зашто разговараме во термини бранење и напад? Точно. Зашто воопшто таа терминологија? Така, Зашто тоа реално е зашто тоа. тоа е одраз на параноја, Саше? Луѓе кои живеат во параноја мислат дека се цело време под напад и во потреба да напаѓаат. Владата кога ќе донесе одлука на седница, значи знае зошто ја донела таа одлука, не паднала таа од небо. Добра, ама Треба владите некој само да ја објасни. Владите знаат и погрешни одлуки да донесуваат на седница. Секако. Се изнагледавме. Секако. Еве, минатата недела се објави. Кога ќе дознаеме дека се тие погрешни одлуки? Кога ќе стапат у акција, кога ќе се види дека не даваат резултати. Дали јавноста се обидува да не биде предоцна која ќе дознаеме? Дали оваа врева заправо Јас јавноста не ја напаѓам, Саши, јас ја разбирам јавноста. Јас владата не ја разбирам. Значи јавноста ја разбирам. Јавноста си тоа да се критикува, новинарите да се преврат кога ќе земе поголема награда за истражувачко новинарство, па ги ловиме грешките така. Но, Мислам дека но тоа во работата описот на на владата, работата на работата на владата да си ги брани с политиките и да има еден фер надпревар меѓу напад и одбрана. Ние сега немаме одбрана. Ние имаме една стоголена влада Дефенс. без зид. Мариглен, завршно, имаме ли влада без зид? Имаме ли влада без одбрана? Или е твојата теза дека владата нема што да брани, па затоа е без одбрана? Ако Па смеам да мислам дека сугерирам нема што ова да брани и го мислам дека е вечерва. многу дезорганизирана и мислам дека не знае што прави. Па онај преска што го кажа Саше дека овај како се вика па сметам дека дека медиумите полека дел од медиумите се повртат и се ослободуваат па навидом, меѓутоа стануваат како да кажам блиски до самата власт и мислам дека делумно. Да, и поради тоа што не поверувам во независни медиуми. мислам дека тоа би сите била нова- сите медиуми зависат од пари, зависат од платина, како се ка Само ти си, па самите само ти си поштениот, сите ние сме тука говеда. Не, Платеници. мислам дека тој тон е погрешен. Само они за да- идеалот. мислам- Они од левица мислат дека само они се Мислам идеални. дека тој тон не е тонот со кој ќе ја завршиме Па друго таа сакам да емисија. кажам, јас сама Само они од левица Добро, се идеалните, добро, и најпаметните, дека- најчестните, ние сите сме расипани, Мислам дека идиоти, не е тоа тврдењето. ругла, на Мариглен, багана. Па не е треба тоа, да се не е да тоа, се- не е тоа, не е импутира. тоа. Па сакам да кажам дека и инерцијата на моќта ги влечи сите
околу една Што не бевме ја и Саша се грудите? ентитет. Што не бевме и Саша се Добро. грудите? Ама кој те спомна тебе, мислам? Па ти речеш сите медиуми се зависни, рече. Ама сите медиуми зависни се. Мислам дека па сите во медиуми вистинско време ќе ја завршиме дебатава, баш како што тоа се одвива така и Добро, на да. виртуелниот простор. Јас се извинувам ако ви- бев малце Па мислам поагресивен, дека, ali Саше, фала ти за поканата. Ти си викнат во емисијата за да ја пренесеме За да видиш таа тако. атмосфера. За да видиш тако. Тие инаку кога би ставил вратоврска и кога би бил пристојен, не би бил Саше Пагетико. Ви благодарам господи на двајцата, мислам дека ако ништо друго зачнавме, ако не ги заклучивме темите за кои Па што немаме разговараме. клуч да ги заклучиме, меѓутоа вака можеме да оставиме вратата. Ќе оставиме јавноста на Facebook и на да се луфтира социјалните малку да се луфтира. Да. платформи да десува. Благодарам уште еднаш и за оваа емисија Печат на неделата, а ние се гледаме за 7 дена во истото време. Пријатно.